Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари го посети селото Ласкарци, каде пред 10 дена се случи тешката сообраќајна несреќа со превртениот автобус во кој животот го загубија 15 лица, а над 30 беа повредени. Уште еднаш јавно им се заблагодари на жителите кои спасија човечки животи во трагедијата и им вети помош од општината. Луѓето кои што во трагичната ноќ на 13 февруари, каде што почина 15 гостиварчани, меѓутоа 38 се спасија, се покажа најголемите херои на таа вечер. Практично тие се тие што ги спасија и дадоа најголем придонес за спасување на тие 38 луѓе. Јас дојдов денеска за да им се заблагодарам од срце на сите овие честни луѓе кои што ни одржаа лекција на хуманост и солидарност. Значи, таа вечер беше, освен трагичното што се случи, беше и уште една лекција од обични луѓе на Република Македонија кои што знаат како да реагираат, знаат како да помагаат, знаат како да дадат се од себе и спасија огромен број на човечки животи. Вчера пак градоначалникот Таравари ги прими во просториите на општината представниците од местната заедница од село Ласкарци, при што им врачи благодарница и им упати голема благодарност во име на сите граѓани на Гостивар за пожртвуваноста и хуманоста на жителите кои помогнаа да се спасат човечки животи. Во две одделни акции спроведени вчера, гостиварската полиција откри 1 килограм марихуана. Приведени се повеќе лица. МВР соопшти дека по преземени мерки и активности во населбата Млаки 2 во Гостивар, полициски службеници лишиле од слобода 4 лица од Тетово и Тетовско, кои биле со патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки. Се работи за 33 годишниот ЗХ од Тетово, 27 годишниот ЛС од селото Милетино, 46 годишниот МЗ од Мала Речица и СН на возраст од 25 години од Тетово. При преглед на возилото и лицата кај ЗХ била пронајдена кеса со околу 500 грама марихуана. Лицата биле задржани во полициската станица Гостивар, а по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Во другиот случај српски државјанин завршил во притвор. Полициски службеници извршиле претрес во дом и други простории, сопственост на ВА од селото Железна река, каде моментално престојувал неговиот син МА, 43 годишен од Србија. При претресот биле пронајдени и одземени околу 500 грама марихуана. МВР информира дека претходниот ден Србинот бил лишен од слобода откако при личен преглед кај него била пронајдена и одземена марихуана. Лицето се барало со меѓународна потерница од Република Србија за издржување 2 казни затвор од 8 и 3 години. Судија на претходна постапка му одредил притвор од 30 дена. Представници на Општинскиот фудбалски сојуз од Тетово денес одржаа пресконференција, на која информираа за моменталната состојба во сојузот. Денешната пресконференција беше свикана со оглед на проблемите што ги има Општинскиот фудбалски сојуз Тетово. На легитимно собрание во 2017 е одбран господин Фисник Исени за председател. Со одлука нелегитимна на Централниот регистар е избришан од Централниот регистар, уведено е друго лице. По жалба на управниот суд, господин Фисник Исени е вратен поново на функцијата и сега се чека само да се донесе одлука Централниот регистар да го врати поново како потписник на ОФС Тетово. Во овој период не функционира ОФС Тетово, клубовите има проблеми, се соочуваат со проблеми, регистрација на клубови, на играчи се врши во ОФС Гостивар. Затоа се замолува институциите на системот да се реагира што побрзо, да се врати легитимниот потписник на ОФС Тетово во Централниот регистр, за да може да функционира Општинскиот фудбалски сојуз на Тетово. Денеска имавме еден собир за известување на делегатите на Општина Тетово, кој што за жал на 8.8.2017
2018 ни се зема правото за функционирање од втора степена комисија при влада и Централниот регистар, кој што не оштети као здружение. И тоа од окулари, од многу окулари се зборува дека ОФС Тетово се појавува една група која што се повикува на политички и партиски луѓе, кои за жал политиката не треба да е во домен на спортот, треба да не се меша на фудбалската, на општинскиот фудбалски сојуз и на спортот воопшто. Некоја група луѓе кои што инволвирани на таа ситуација и со поддршка од некои луѓе, за жал ни прават вакви проблеми, но ние еве денеска бевте присутни овде, кои што ги гледавте сите 90% од клубовите активни и делегати и судиска организација, тренерска организација, дека се дел од тоа што легитимноста на собранието кој што се одржи во 13.3.2017 го потврдија дека е легитимна и ние сме овие. Не знаеме како ни праќаат луѓе кои што не се во доменот на овој статус, на статусот на Фудбалската федерација и статутот кој што произлегува од тоа од Општински фудбалски сојуз. Morning. Good morning, Ambassador. Could we ask you a few questions before you leave Skopje? Yeah, sure, come on in. Great, thanks. Американскиот амбасадор Джейс Бейли по истекот на неговиот мандат наскоро заминува од земјава. Тој на социјалните мрежи објави видео во кое одговара на 50 кратки прашања, поврзани со неговиот престој и работата во Македонија. Бейли признава дека нема да му недостига загадениот воздух, но ќе му недостигаат луѓето, турлитавата во зима и питата со праски на лето. А како најсмешна случка која му се случила во Македонија, ја издвоил онаа кога му пукнала гума во кичево. Најомилена маичка му е од Скопскиот маратон во 2016 година, додека неговата сопруга од купот маички ја избра таа од Скопскиот джез фестивал. Вели дека нема влијание врз политиката во државата, но доколку би можел нешто да промени, тоа би било да има помалку смет на улиците. Американскиот амбасадор рече дека најголеми предизвици за политичките лидери во земјава ќе бидат владењето на правото, подобрување на економијата и прашањата за еднаквост. Од целото интервју Бели избегнал да одговори само на едно прашање: кој му е омилен премиер, Заев или Груевски? На граѓаните во Македонија им порача да бидат оптимисти, оти земјава има светла иднина. Бели заминува од земјава по 4 години служба, а на неговото место доаѓа досегашниот заменик амбасадор на САД во Грција, Мери Кейти Бирнс. So who's the coolest person that you've met here? Milcho Banchevsky. For me, it's got to be the fresco painters in Ohrid at Perivoleptos. And what's been your best day here? That would be a spring hike over Mount Baba, followed by a huge Ruchek in Brajčino with good friends. Wow. Great day. That sounds so wonderful. Dobro jutro. Dobro jutro. Burek or gevrek, sir? Gevrek. Americano or macchiato, sir? Macchiato. Želica or ajvar? Ajvar. Pastrmaj na Kipr Village. Are you kidding me? Kratovo. Žolta or mastika? Jolta, but it's a little early, I think. Прекумерната телесна тежина е естетски проблем, но и здравствен проблем. На таа тема денес разговараме со нутриционистот Тања Турунџиева, која што е стручен консултант во здравствената организација Доктор Мацура во Тетово. Ќе ни кажете ли колку гојазноста е присутна кај населението во Македонија? Колку гојазни се децата и младите? Какви здравствени последици носи прекумерната телесна тежина? Значи, дебелината можеме да ја сврстиме како заболување и сега во светот има третман на заболување. За жал, во последниве години имаме експанзија, особено кај детската возраст, на процент на сколемени килограми.
и сигнализираме да преку едукација и преку се оно што ќе го оствариме, најдобро начин е за да си поведат внимание, да поздраво се хранат и да немаат вишок на килограми, а воедном да имаат и физичка активност. Генерално на светско ниво зголемен е процентот на луѓето кои што патат од вишок на килограми. Од вашето досегашно искуство, кој повеќе бара услуга од нутриционист? Дали тоа се жените или пак мажите? Каква е возрастната категорија? Генерално бројката е се поголема и поголема. Од најмала возраст, дури од бебињата од 6 месеци кога веќе ќе почнат да практикуваат исхрана, имам потреба од нутриционистички совет, како и до најстарите лица. Меѓутоа, во последно време, за жал, експанзијата на карциномите е во голем пораст и многу малку се обраќаат за совет каде што би симнале или би зголемиле килограми, туку повеќе за решавање на здравствени проблеми како приоритет. Во последно време е карциномот кој што итекако е сериозно заболување и изискува соодветен начин на исхрана кој што ќе придонесе да има добар имунолошки систем како би се зачувало и вратило назад здравјето. Дали е возможно да се слабее, а да не се гладува? Од секогаш сум кажала дека сум против било какво гладување за симнување на килограми. Многу добро треба да си го познаваме организмот и метаболизмот како би знаеле со што располагаме. Се она што е брзинско решение и се она што во моментот мислиме дека треба да го направиме, правиме огромна грешка, затоа што треба да го смениме начинот и културата кон живеењето и се она што би придонело да имаме здравје, затоа што здравјето е пред се. Сите оние кои што имаат проблем со вишок на килограми, треба тоа да го гледаат на долги стази, да го сменат самиот пристап кон храната и да им биде основна база за да може да функционира еден метаболизам и организам. Лошо е ако импровизираме и ако го нарушиме собственото здравје, па после тоа да се трудиме да го вратиме назад. Значи, било кој мисли да направи промена за симнување на килограми, да го направи под стручен надзор, затоа што индивидуалниот пристап кон храната е магичната формула. Никогаш никого за овие 18 години не сум ограничила временски, ниту количински. Сите ние си имаме дневен биоритам, према дневниот биоритам треба да се консумираат трите здрави оброци во текот на денот, без разлика дали станува збор за машка или женска популација. Дали се бара помош за покачување на килограми? Да. Секогаш велам дека е потешко да се зголемат килограмите отколку да се симнат. И секогаш повеќе се радувам на оние кои што би качиле 300 грама отколку оние кои што би симнале 3 килограми, бидејќи нивниот метаболизам поразлично функционира и нивниот ендокрин систем е поразлично функционира отколку кај оние кои што треба да ги симнат килограмите. Многу е потешко да се зголемат килограмите и реално сондирано тие имаат поголем психички проблем отколку оние кои што имаат вишок на килограми. Така да малку е макотрпно качувањето на килограми, но има резултати. Тоа сега максималниот успех на покачени килограми кај една особа со пореметување ми беше некаде околу 27 килограми, значи се врати во нормално. Може ли да ни кажете неколку препораки за одржување на здрава телесна тежина? Дебелината е заболување, тоа е дефинитивно и факт, иако мислиме дека не можеме вишокот килограми ни се добри за здравието, иако нема никаков здравствен проблем, пошто работам на база на крвни анализи, значи со анамнеза и анализа, за да знаеме со каков метаболизам и организам располагаме. Цената секогаш ќе стигне на оној кој што сака да импровизира и да едноставно дојде до најразлични нарушувања. Дефинитивно пред се е здравието. Храната може да биде наш лек или наш уништувач и во зависност од тоа како ќе се храниме, така ќе не служи и собственото здравје. Што е од суштинско значење да ние имаме индивидуален пристап кон храната и се потрудиме се до тоа да биде испочитувано преку здравата исхрана со потребните нутритиви кои што како елементи му се потребни на еден организам. Значи ние не можеме да функционираме без свежите овошја, свежите зеленчуци, корисниот протеин, корисните јаглихидрати и корисните жидерки. И неминовно задолжително избалансираност во однос на здравата исхрана и здравиот начин на живење, тоа пратено со физичка активност.
Како да ве најдат заинтересираните тетовци? Кога доаѓате во ординацијата доктор Мацура и еве до сега колку тетовци се заинтересирани да се консултираат со нутриционист? Па ова е веќе 9-та година како што работам во ординацијата на доктор Мацура. Секој вторник сме присутни во попладневните часови од 15:30. Потребно е да се направи крвна анализа, да се закаже термин, а тетовците добро се познати затоа што и пред да започнам да работам кај доктор Мацура, имав голема посетеност токму од тетовци. Можам да ги сврстам во групата на дисциплинирани исполнувачи за здрав режим на исхрана и верувам дека секој некој што има потреба ќе се обрати за стручна помош и адекватен режим на исхрана. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам на поканата. Денес имавме облачно и студено време, со повремени врнежи од снег, особено предпладне. Дуваше умерен до засилен, а предпладне наместа и силен северен и североисточен ветер. Температурите се движеа во интервал од -4 до 0 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала облачност и со умерен североисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -8 до 2 степени Целзиусови.